Вангел Тркалјанов од Кочани е лице со попреченост, но неговата попреченост не го спречила да продолжи да се занимава со екстремните спортови кои се негова пасија уште пред да му се случи повредата во 2005 година, која направила животот да го продолжи во инвалидска количка. Тој денес скија, плива, скока со падобран, лета со параглајдер, оди на рафтинг, вози велосипед, се качува по карпи. Екстремните спортови биле нераскинлив дел од неговиот живот и пред да му се случи повредата. Јас и пред мојата повреда возев ролерки во скејт парк, бордав, скијав. Слично како и истите работи кои што ме привлекуваат и сега. Никогаш не би сакал да бидам во сала затворен за да практикувам некој спорт, евентуално во зима кога временските услови нема да може да дозволат, освен скијањето кое што може да се практикува и во зима и никогаш во друго време, освен ако не сме во Дубај во внатрешни скијалишта. Секој има потреба од нешто, во мојот случај адреналин. Треба според мене животот да се живее по своји правила. Во рамки на можностите да се запази безбедноста и да се ужива во животот, да се живее со полни гради. А со полни гради тој продолжил да живее практикувајќи ги екстремните спортови кои нудат адреналин, возбуда, но и нови предизвици. Јас од првиот момент после мојата повреда почнав максимално да ги користам сите мои потенцијали за да во почеток да бидам способен самостојно да живеам или делумно способно, бидејќи кај нас дури сега заживуваат сервисите за поддршка на лица со попреченост, што ни овозможуваат на нас да можеме да живееме независно од нашите фамилии или независно од установите кои што нудат згрижување на лица со попреченост. Така да таа моја борба ме врати повторно и на спортовите. Првин, како што реков, тоа беа спортови во затворено, спортови кои што мене реално не ме привлекувале како теретана, меѓутоа беше неопходно за да можам да се вратам во состојба во која ќе можам да функционирам. Потоа следуваше веднаш и пливањето, со што се занимавав и пред мојата повреда. И после, можам да речем, после многу години, бидејќи кај нас ги нема овие спортови, почнав да се занимавам со малку поразлични спортови, од кои скијањето беше првиот кој што вистински ме поттикнуваше на тоа да бидам спортски активен. Првин почнав да одам во Италија на скијање, после во Бугарија, Словенија и на крај завршив на програмата која што беше финансирана од State Departmentот за развивање на програми, спортски програми во земји кои што ги немаат. Во Македонија конкретно тоа е програмата за скијање, на која што работам сега во моментот, и во месец март за прв пат ќе имаме во Македонија ски камп за лица со попреченост. Качувањето по карпа, нуркањето, скокањето со падобран се само дел од листата спортови кои Вангел ги практикува и кои се обидува и кај нас да ги приближи до лицата со попреченост. Обично кога се качуваат лица со попреченост, корисници на инвалидски колички, кога се качуваат, кога не се директно на карпата, најправи оди лице кое што ја обезбедува самата патека и ја трасира самата маршрута по која ќе се движи после лицето со попреченост. Имам одено на нуркање, кое што исто така е интересно и тоа може без проблем да се практикува и во Македонија. Велосипедизмот е нешто што како спорт сакам да го развијам во Македонија и зашто се стремам за развивање на спортски центар за лица со попреченост, се разбира. И тука е проблемот висината на чинење на самата опрема. Значи велосипедите кои што се со понизок квалитет и кои што не можат да се користат за такмичење се од некои 3-4-5 илјади евра, доколку такмичарската опрема е од 7 па до 15 илјади евра. Тој учествувал на 3 првенства во падобрански скокови за лица со попреченост, од кои едно европско и 2 интернационални. Спорт кој посебно го буди адреналинот кај него. Скокам во тандем. Да, меѓутоа, кога е
самото такмичење мора да ги изведам сите движења сам, бидејќи се мери доколку се мери времето за кое време се завршени овие ротации и доколку ми помага тандем инструкторот, се добиваат негативни секунди или воопшто сме дисквалификувани. Летањето со параглајдер воопшто не се разликува од летањето со параглајдер за лица без попреченост. Со тоа што доколку лицето само полетува и само слетува, се користи специјална количка која што е направена за таа намена и која што се врзува за постоечката опрема, постоечкиот параглајдер. Вангел е доказ дека животот може да биде исполнет и возбудлив и за лицата со попреченост. Од неодамна тој работи како советник во Министерството за труд и социјала, каде што работи на проекти кои ќе го подобрат животот на лицата со попреченост кај нас. Самата потреба од забава, од адреналин, мене ми е доволно за да можам да уживам во животот. Едноставно имам потреба од забава, како и секој нормален човек.